Треба да се научиш како да ги препознаваш тие измами, да не веруваш на секој, тоа е сигурно. Внимание, зборуваат граѓаните. Што мислите, кои се најчестите измами на интернет? Купо-продажба онлайн. Онлайн шопови што се Добра. може лесно да те измамат. Пасвордите им ги крадат на многу старци, што не се Добра. разбираат со компјутери. Лажни веб страни, најчесто. Мислам најчесто се со деца и се на социјални мрежи. Може и постари луѓе тие доволно не знаат. Има преку поштата, преку Така, SMS пораки. SMS пораките, Што бараат тие пораки најчесто? пари. Вие SMS пораките што се Добра. тотално, пошта. Има спамови на Instagram што праќаат, линкови, најчесто старите луѓе. Со жртви на интернет. Не знам, овие онлайн што продаваат на разни страници, луѓе се лажат, ги мрзат да шитаат и сакаат да купат од столче. Дали лично вие знаете како да се заштитите од интернет измами? Лично не знам, Мислите дека постои начин за луѓето да се заштитат? Може би младите поише знаат. Пасвордите да ги наместиш да не се лесни, Добра. нели? Само ти што би ги знаел, да не се 1, 2, 3, 4. Треба да се научиш како да ги препознаваш тие измами, да не веруваш на секој, тоа е сигурно, особено ако купуваш работи. Па ќе проверам колку има работи продадено, коментари, дали им стигнале добро работите. Убаво треба да се прегледа линкот, страната и све пред да се внесат картичката. Информациите. Само да пазиме, нема подобар начин. Ќе погледнеме рекламата и нема одма да нарачаме, Така? туку ќе провериме, ќе се распрашаме. Треба поголема едукација, повеќе отварање очи, да не се отвара секој линк. Па едноставно не ги отворам тие страни, не ги посетувам, не ме интересира, кога ми треба нешто да купам, идам на лице место барам. Зошто најчесто новинарките, активистките, политичарките, општо жените се најизложени на интернет напади? Која е причина? Жените се во принцип секогаш поизложени од мажите во врска со се. Не знам, Не знаеш? не знам. Која е причината? Не знам, Немаш одговор? не. Затоа што се најударни. Да? Па да. А жените општо зошто се најнапаѓени? Има некоја причина за тоа? Затоа што мажите се такви. Затоа што мажите се Мажите така. ги напаѓаат, да. Добро. Најчесто. Мислат дека нема да има последици ако нападнат некој. Има некои што сака да се совпаѓа со денешницата, а некои Така. уште сака да се враќаат во Назад. старото и Така. затоа на пример некои дури ги критикуваат и жените или па младите. Мислам дека поради нивните мислења и критериуми на работи. Поради ставовите и слично. Да. Па ја мислам дека тоа доаѓа од тоа патриарки, кај што многу мажи не веруваат у што се способни жените, нели? И гледаат ко лесни таргети, ко некој што не може да се заштити од тоа. Што треба да направи државата за да ги заштити жените и воопшто граѓаните од интернет напади? Построги закони, ја мислам дека треба да ги уопсат или така нешто, нели? У затвор да се оди за тоа cyberbullying, што се го викаат. Построго да биде регулирано целиот тој интернет простор, Така. сајбер безбедност, да се практикува повеќе, не знам, си има служби, институции, МВР. Па треба да превземе некои работи да ги смена. Треба, како еве, например, во некои држави тоа е воведено. Така? Да, треба и кај нас. Поготово по младата популација, децата. Тие се наизмамени. Безбедноста, полицијата, нека има и полиција сектор за на интернет. Па владата не може целосно да ги заштити. Многу голем дел е тоа со народот. Треба да се пописмени нешто или повеќе учени да знаат дека не треба така да се кажува. Нема уствари некако начин државата да го спречи тоа. Често ние самите треба да се снајдеме. Па може би посебно министерство што Аха, се добра. занимава цело време со овие работи. Внимание, зборуваат граѓаните.